Тоа значи дека за животниот стандард на пензионерите најважни се цените на основните производи, на лековите, на храната, на струјата и така натаму. Затоа предлагаме Државниот завод за статистика, заедно со Сдруженијата на пензионерите, да дефинира и воведе пензионерска потрошувачка кошничка. После тоа, усогласувањето на висината на пензиите би се вршело според промените на цените на производите и услугите кои што се во таа потрошувачка кошничка на пензионерите. На тој начин би имале многу пореална основа за усогласување на висината на пензиите и подобро ќе се сочува животниот стандард на пензионерите. Со нашата мерка број 30 го предлагаме проектот да се слушне гласот на пензионерите. Во моментов гласот на пензионерите никој не го слуша. Тие се целосно маргинализирани и не се добро информирани за работи што се важни за нивната живеачка и немаат можност да се изјаснат, да окажат својот глас за она што го мислат. Затоа, пензионерите го носат ризикот владата да донесе одлуки кои што се штетни за нивните интереси. За да се оневозможи донесување на такви одлуки, СДСМ одамна бара пензионерите да бидат вклучени секаде каде што се одлучува за пензионерите. Тоа значи, пензионерите да имаат представник во управниот одбор на Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Пензионерите да имаат представник во економско-социјалниот совет на владата и тој да се применува во трипартитен плюс совет. Представници на Сдруженијата на пензионерите да бидат редовно повикувани на расправиите во собраниските комисии, секогаш кога се разгледуваат решенија кои се однесуваат на пензионерите. Наместо пензионерите да бидат пасивни наблюдувачи кога се одлучува за нивната судбина и парламентот да го гледаат на телевизија, тие да бидат внатре во парламентот и директно, јасно и гласно да кажат што мислат. Колку поинформирани се пензионерите и колку повеќе имаат шанса јавно да го кажат тоа што го мислат, толку повеќе ќе можат и да си го заштитат својот животен стандард. Со нашата мерка број 31 сакаме да ги заштитиме 300.000 идни пензионери, така што ќе се направат потребните законски измени и приватните пензиски фондови нема да мораат да ги продадат пред време македонските евроврзници што сега ги поседуваат. Намерата на владата е навистина неразумна. Таа ги тера приватните пензиски фондови пред време да ги продадат македонските евроврзници што ги поседуваат и така ќе се направи финансиска штета која што ќе се мери во милиони евра. Тоа значи дека ако не се измени таквата одлука на владата, она што ние го предлагаме, 300.000 идни пензионери ќе имаат помали пензии кога ќе им дојде денот за пензионирање. Другите мерки на СДСМ ќе ги промовираме во текот на наредните денови.